интегративни процеси, кои што се многу силни. Така што, да, јас потпирам на цела историја, колку сакаме илјадници години наназад, тоа е една територија. Дали сме дошле, не сме ли дошле, сме се мешале ли тука, тоа се научни дебати на кои што можеме многу да зборуваме. Но ние сме тука. И не треба да дозволиме да се оспори нашиот идентитет низ призма на модерните политички односи меѓу државите, а тоа да не го сватиме и да не определиме наша стратегија како да се спротивставиме. Но не само за нас внатре. Треба да знаеме како надвор. Добро, всушност се ова што досега го говоревме беше еден сегмент во Македонија што јас го нарекувам за македонските работи, сите овие работи што ги разглобивме досега од почетокот еве до крајот на овој Македониум беа точно македонските работи. И останува само уште една асоциација како за крај. А се вика убавите жени на мојот народ, како оној убав цитат од Блаже Куневски. И тука треба да кажете една ваша дефиниција за македонките од 21. век. Како за крај на овој Македонија? Првата асоциација и мојот одговор ќе биде прост, не би го усложнувал, е на мојата сопруга. Таа е македонка, јас сум македонец, ние живееме во Македонија и сме македонска енергија. Јас не зборам многу за приватните работи. Не, ова точно не нити пак инсистира на приватните работи. Меѓутоа, во една дефиниција за македонка од 21. век се претпоставува дека тука треба малце да се потенцира на некои разлики за сметка на македонките од генерациите на мојата мајка, вашата мајка, нејзината мајка и така натаму. Добро, тој процес на емансипирање, на изедначување на половите, апсолутно не го дискутирам затоа што кај мене абсолвира. Јас мислам дека тоа е едно нормално размислување на секој современ маж од 21. век и веројатно кога некои работи кај самиот себе се абсолвирани, човек нема ни потреба да ги објаснува многу. Во ред во македонското општество, веројатно и во многу други општества, тој процес не е финализиран, заокружен. Не можам да генерализирам, ниту сакам да давам одговори кои што би биле универзално важечки. Кај мене е абсолвиран тој процес. Ова општество апсолутно го сочинуваат сите мажи и жени македонци. Многу поздрави за вашата супруга, господин Петровски. Колку за овој Македонијан вечерва и ова издание, јас сакам да ви се заблагодарам за учеството. Малце ни е топло, забележуваат и нашите гледачи, ама фино издржавме вака до крај. Ви посакувам многу успеси. Ќе се видиме на антиблогот Филип Петровски. Благодарам за поканата. Не се вика, ќе се видиме, како се вика? Па, ќе се читаме. Ќе се читаме на блогот. Да, ќе се читаме. А со вас, почитувани, ќе се читаме на macedoniumlittlebrother.com. Таму ве очекувам вас со вашите коментари и забелешки. Од сега натаму ќе се потрудам да бидам по-ревносна во одговарањето и враќањето на комуникацијата и до наредното гледање во Македонијум се најдобро. Bovin, Kruna